Голем поздрав, драги гледачи. Велико задоволство ми е да у денешна емисија полека се приближуваме до крајот на нашата прва сезона од подкастов на поедна. Денес дојде ред на македонски специјал, бидејќи ви должен и секако дека ова емисија ќе оди на македонски јазик и ќе биде наменета на нашата соседна држава и наша братска држава Македонија, така да ова емисија ќе оди на македонски јазик. Не немаше едно време со македонски специјал, бидејќи сакав да имам гостин. После Аце Косовски немавме ситуација и прилика да угостиме некој, а денеска ми е голема чест што можам да угостам човек со кој поминав многу убави години, човек кој што слободно можам да кажем е жива легенда на македонска кошарка и човек кој што остави многу голем печаток во Мак баскет и воопшто на Балканите. Најдобро крило според мене во едно од најдобрите, ајде сега да не се навреди некој во Македонија на сите времиња, Диме Тасовски. Диме, добро ни дојде во емисија. Ми е благодарам за поканата, било ми што конечно се сретнавме. Овде вршите добра работа, се надевам и ми е мило што ќе бидам дел од ова. Ти благодарам, фала на убави зборови. Диме, ајде се знаеме ти многу долго време, не е битно сега да не се навраќаме, не сме многу стари, али многу години се знаеме и сме поминале заедно, да кажем низ, ако не се варам, низ 3 екипи игравме заедно. Можеби грешам, Работнички, Лирија и Карпош. Ама кажи ми, ајде да се навратиме на тебе, пошто ти си сега главна тема и ти си ни приоритет денеска, бидејќи имаш многу што да раскажеш. Ајде некаде од почеток, си роден во Градско, отиде во Велес, како и зошто се случи кошарка воопшто? Интересна прича со оглед на тоа дека кошарка почнав релативно касно. Втора година од Градско сме играле баскет, колку сме играле, колку не сме играле. И тоа беше сето моје познавање за кошарката, се додека не отидов во Велес средна школа, прва, втора година. Втора на крајот, као другари, зашто не дојдеш да тренираш кошарка? Ајде да видам, не знам. Ајде ќе дојдам тренинг 1, 2, 3. Беше крај на година, лето во Градско, завршува школска година и јас знам дека тоа е завршено. Интересно, али се јавија на камп да одиме. Ајде ќе одиме и на камп. Така почна тој дел со кошарката. Следна година цело лето се тренираше, знаеш, почеток припреми. Со прва екипа додека не дојдат странци, тоа на славна, чувена генерација, најуспешна на Жито Вардар. Бев 2013, 14 измена. Беше дел пак. Моја прва година. И можда беше добро што беше таа прва година, таа еуфорија, таа полна сала, тоа беше сега не знам, го нема во за жал кај нас. Ни кај нас во големи сали, али па во големите двата клуба, друго не знам. И тоа ми беше некоја као можда мотивација, ова е супер, ајде да продолжиме, и така почна мојата кариера. Да не кажам неозбилно, меѓутоа ете испадна озбилно. Мислам, многу озбилно. Да не се лажеме сега, стана навистина и репрезентативец и многу да речем надпревари кои што и сме играле заедно и знам колку надпревари битни си одиграл, што се вика онака со што се вика, да не кажам сега пред поширок аудиториум, али не мора. Ќе останеме онака на Да. Ама кажи ми 2008 дебитираше во првиот тим, така беше? Кажа 2008 бев заменски. Али имав некоја минутажа. Ама тогаш беше навистина Жито Вардар беше многу силен и јас имам некои утакмици гледано. Стасавме. Стаса до не бев во
во Final Four играа со Работнички. Тогаш Работнички, Годел Да, Годел Работнички беше тогаш. изгубија, што беше успех. Така да, после тоа останав уште договорот, моравме тие 18 години, останеме уште 2-3 години, мислам. 2-3 години, да. Во Житовар. Како искуство носиш од таму, тие првите години во твојата, да кажем, првото искуство од тие години во прва лига? Одлично. Бидејќи гледав некои надпревари, знам дека си имал минутажа, си имал многу надпревари. Првата не, меѓутоа втората веќе почнав да играм, да добивам минутажа сериозна и па најверојатно ја оправдав со оглед на тоа дека останав и продолжив да играм. Морам да ги напоменам тренерите, фала им многу за довербата што ми ја дава за да бидам тоа што сега сум. Тие првите години, кој што кажав, почнав касно кошарка и ако не беа тие да ме воведат, немало да бидем ништо. Меѓутоа со нивна помош мислам дека добро испадна. Мислам дека учинија многу голема услуга и на по-касно тренерите на репрезентација и на сите тренери низ прва лига во Македонија, секако дека беше сите, меѓутоа да, секогаш морам да кажам првите тренери, моје мислење е дека почетоците и првите тренери се едни од побитните. Јас се осеќам тие мои први ми биле тренери у прва екипа, меѓутоа реално да гледаме исто како на сега да се тренери на деца, на младинци што почињаат, буквално е реално кажувам, ја кошарка почнав на 16-17 години. Релативно касно. Да се запознавам со кошарката, а не е дека нешто озбилно за да играм со кошарка. И така да тоа е сета. Ама после случајно се случиете тоа да 5 пати биде шампион на Македонија, 2 пати да бидеш MVP на лигата 2006-2009. Игравме заедно, тогаш бев и знам каква партија имаше, ама тоа подоцно ќе дојдеме до тоа. Има време и еднаш или 2 пати освои купот, ако не се варам 2005 или 2005-2006, да. Или 4 и 5 и 6 мислам. Ајде да почнеме од таму, од 2003 мислам дека дојде во Скопје. Вардар беше нешто кратко? Да, со Вардар имавме, кога сме кај интересните, нели, да си имавме преговори со Вардар и претходната година. Прелечеше тоа Жито, Вардар. Да, така имаше некои конекции. Не, бев повреден и имаше некои најави дека Жито Вардар ќе се растура, дали ќе има екипа, дали ќе нема. Димитровски си отиде во Работнички и цело лето тренирав со Вардар. Бев повреден, па рехабилитација у Скопје, Ацо Тодоров, тренер, влечеше да влечеше. Бевме веќе договорени и се. Да. Меѓутоа се издешаваа некои неубави работи и пропадна тој договор со Вардар таа година. И ја останав уште една во Жито Вардар, последната. Да. Тоа е на 2003, така? Да. После тоа ги обновивме преговорите со Вардар и отидов во Вардар. Стварно добра екипа, добар проект, беа уште пред тој момент за да одам и добро почнавме, имавме добар старт, колку што според моје мислење, меѓутоа изгледа дека некој не мислеше така и сакаше да вајда најлошото што го мислат сите дека треба да има инстант успех. Дека ако сме ја добиле првата утакмица против фаворитот, не знам колку, и дека ние сме шампиони. Решено е првенство. Има уште 8 месеци да се игра. У тие 8 месеци, у тие следните 2-3 месеца се десија некои неочекувани порази и Ацо Тодоров си замина, дојде
Бог да го прости Маки Лазовски. Лазовски. Легенда. Во тоа време работнички играше некој од куповите и Фиба. имаше дозвола да земе, да имал дозвола, не знам, се договоривме да играм за нив за испомош. И тука стана, тоа се Тука дојде првата средба, да кажеме, тоа беше пред Нова година и почна неколку утакмици имаше и као преговори. добро, што се дешава со Вардар, да преминеш у работнички до крај. И најинтересното е што тогаш се играше два пати двокружно. 2-2, два пати ги добиваме работнички таа полусезона. И во Градски парк и во Јане Сандански старата лименка. Да, старата. Таму игравме со Вардар. И на полусезона Не се играше во Кален, не. Не. Почнавме да тренираме во Расадник, Вардар. Таму они игра претходната година, почнавме да се преврнеме во лименка. Кој беше тогаш во Вардар со тебе? Ако текнува нешто. Горан Самрџиев. Не. Од овие попознати играчи сега. Емил Рајковиќ. Емил Рајковиќ. Не Може беше. играше? Не. Кога игравме, Златко беше, се сеќавам, Боби, Слободан Петровски, Боби. Зверото. Филип Кралевски, Добро. ќе испуштам некој од цела Добро, екипа без навреда, меѓутоа Добро. Да, дамно е тоа, да не наблагаме. мислевме дека имавме некој од Турција играч. Не ми доаѓаат сега. Нема врска сега. Точно ги имам. Ајде да се вратиме на Мите доаѓање во Мираковски. работнички. Мите Мираковски. Браво. Ќе го заборев Плеймейкерот. главниот и така да бевме убав почеток, меѓутоа Лош крај. Као и секојаш во мојата кариера дојде крај неубав, некој и на полусезона реши да си заминам. Спогодбено да се разделиме и идов у работнички, потпишав 3,5 години во работнички. Тренер беше Марин, таа сезона ја довршивме. Не замина во Лукойл, да? После тоа отиде, па дојде Стероли. Дули. Еврокуповите ги игравме со Марин. Таа полусезона која играв као поземен играч и полусезоната А ти беше поземен до крај. играч? Поземен бев. Не, поземен бев на почетокот само за Еврокуповите да играм. Не знаев тоа. Пред Нова година, да. И после тоа кога останавме, ја завршивме сезоната, Вардар пак не тепаше уште еднаш. И со тебе и без тебе. И со мене и без мене пак не Ми влегува во тепаше. ДНК. И не водеа 1-0 нели така беше серија, во финалето. Јасно. И меѓутоа успеавме да дојдеме до мојата прва титула. На крај. 2004. Така? Да. Тоа беше И после ти се усладија, беше 2005, 2006, 2005, 2006, 2007 и 2009. 2007 не. 2007 Седна Струмица. Седна Струмица. 2009 и 2011 со Фени. Да. Тие се титулите. Тие се титулите. Кажи ми во работнички тие како се снајде воопшто во тие, да кажеме, европски купови кои тогаш според мене, сега да не навредам некој, луѓе, не навредам, секоја генерација си има своите херои. Јас знам, сум имали со понови генерации, сум играли со постари генерации, ама пак мислам дека тогаш некои првенства, да речеме, тогаш FIBA куп беше квалитетот на денешен Еврокуп. Како ти се чини тогаш кога влезе, бидејќи знам, ајде сега да не те навредам, не да не те навредам, него да не кажам некој да не навредам, кога игравте со Струмица, со Локомотива Ростов, Да, тоа беше.
ако гледаме таа екипа луѓе Локомотива Ростов, Кубраков, Кузјакин, Александар Чапин, Гарнер, Рон Маршал, Греша Ќосич, Другата екипа, Несторовско Матос, луѓе, Цедевита, АЦДВ-та. И сега треба да зборуваме тие се екипи кои што денес игра меѓу четвртфинале во Еврокуп. Јас сум сигурен таа екипа на Локомотива Ростов сега не е Локомотива Ростов, сега е Локомотива Кубан, веќе продадува тоа место. Да. Ама тогаш се носевте со нив, игравте, Игравме. Струмица Бевме 6-7, тесно и 5-2, таму и ваму беше дома тесно. Не изгубивме као што Не. некој очекува или сака добро се држи. Тоа е далеко, чекај. Одиме по ред со работници. Далеко е. Како ти се А види, прво играв Еврокуп, некој од Еврокуповите и со Житовардар игравме. Игравме Романија, Кипар, со Динамо Букурещ мислам дека беше, така ли Да. беше? и као прво меѓународно искуство од моја страна беше солидно, да не кажам више него солидно. За малку со тесно, колку што се сеќавам, не поминавме во следна фаза, нема веза. После тоа работнички беа стварно јаки екипи кои што игравме и се Мислам дека носевме. 2005-2006 со Дижон игравте нешто или Франција. Ви се варам. Оваа година 2004 кога поминав у работнички, поминавме групата Литвос, Ритас, ако не се лажам, не знам кои беа други. Мислам дека е француска екипа, Димче. И да, прво коло со нив игра, ја не бев на таа утакмица. И за тоа не ми е Ама во си играл, меморија. мислам, Таму играле. Дома Да. може дома игравме. а француска екипа е 100%. Да, може да играа таму, ја не бев на таа. Отпосле отидов као на позајмица. Да. Мислам дека истата година кога се игравме во Турција Final Four стигнав. За као квалификации Беше беа некој американец тогаш со 4 тебе. Final Four-а, немавме американци. Немаше Игравме тогаш. само ние, Тоше беше. Да. Таа година. Да. Пред тоа игравме со Кипар квалификации со кипарска екипа. Аполон. Не знам. За влез во тој Final Four со Тубор Или Керамнос. е равност. Керамнос, браво. И од таму за да главниот Final Four беше во Франција. Уште една интересна работа во Кипар ја кажував сега брзо, дека немаше тогаш камери, преноси и се. Како не? Па немаше снимање, немаше кај нас пренос. Збориме скоро минатиот век. И утакмицата Добро. беше пренесувана на радио. Пренос имаше наш новинар и играевме, таму играевме продолжение. Аце Мачка даде не знам, Димитровски. 40 и нешто, ја имав Тоа пред да замине во 30, Полска. Да. Ама најдејакото е што ние цело продолжение играме со четворица. Како со четворица? Па така стигнаме до продолжение, Шуш се повреди, Тоше со 5, не знам, Симич со 5, останавме ја, Мачка, уж се сеќавам, Боби, Петровски. не, Добро, презимето, добро. четворица на терен. И тепавме, немаше веза резултатот дали ќе тепаме или ќе изгубиме, пошто дома секако игравме и се Марин гледаше беше резултат тогаш, не? Марин, да. И тепавме таа утакмица и се враќаме и ја кога се јавуваме и слушавте ли се, да, супер се, вие како одлично. Ќути си извадивме, викам, кога не извадија сите со по 5, кога ги извадија, деме, останавме со четворици, до како со четворици? Па не ли слушавте? Па не кажа. Ние со четворици игравме, после дома тепавме 7-8 разлика, нема веза. Идовме во Истанбул, полуфинале тепавме, финале изгубивме 2 разлика или 3 од домаќините. Добар Тогаш беше силен. беше, ама изгубивме 2-3 разлика.
Уфуцариджа. на мускули. И окей, супер искуство. Добро. Тоа И беше тогаш, после таа утакмица, Марин, после таа утакмица и после тој успех, игравме, сега ми се навраќаат, нели, таймлајнот како оди, игравме со МЗТ у Лименката, изгубив. Ама тоа е секогаш. Да, и Марин доби отказ. После тој финале у Еврокуп, Еврокуп, да. губиш 2 разлика, работнички МЗТ секогаш Носи жртви. секогаш било Носи жртви. тоа и, Тоа е. и тогаш дојде Стероли. Он тогаш На замина Дули, Дули Андонов. Да. Легендарниот. После До- него. Да. После тоа беше Јорданчо. Димче беше до сезоната до 2007 кога јас дојдов во работнички, беше таму, ти се пресели на жалост, за жал, на мојата жал, во Струмица. И првата година моравме да бидеме, да кажам, за мене Противници. потешко мораше да биде за мене противници. И Противници навистина мораш. имавте многу силна екипа, Па игравме игравте прва утакмица, игравме Суперкуп. и многу силна екипа имавте. И Бошњак, Грне беше, Тинча Бунгоев, Латовиќ, Пуповиќ. Да. Не ми текнува сега, ама екипа која што сега да не навредам некој, ама од денешно време и се прошеташе низ многу балкански држави онака победнички. Али нема врска тоа сега. Кажат, тоа време, ово време не може да ги споредуеме. Како би било според тебе? Тоа навистина беше една многу силна екипа и според мене имавте, што викаш ти, секое време носи. Секое време носи Миле. Тогаш и јас бев имав понуди исто и од Фени. Меѓутоа Фени само што дојдоа во прва лига почиња, не се, значи несигурност и се работнички некако падна и Да. реши да одам у Струмица. Струмица и Фени беа, како што кажа ти, без навреда, али едни од подобрите екипи, бар колку што јас сум ги поминал, не знам, пред моје време, некој ќе каже, можда имало и појаки екипи и се. Или сегашната на МЗТ, сегашната. Во последниот период или работнички кога зема, значи секогаш си има некоја, меѓутоа ја мислам дека тие две екипи, тој квалитет што го има, стварно беше на високо ниво. Јас често го зборував во емисија. Не знам дали ќе се сложиш со мене. Заедно го игравме тој Final Four во Самоков. Мега беше таму со браќа Драгичеви, со Стојачиć, со Мијајловиќ, Игор беше, Микица Марковиќ, не знам кој беше таму, Колман во Мега. Мега никош не е слаба, али ајде и да Али не е. беше. Беше Фени, ние и Рилски. Рилски со Тревис Питерсон, со Бранко Мирковиќ. И екипи се некоја друга димензија да кажеш, Малку а две поголем, екипи, секогаш малку а две поголем. екипи од Македонија беа таму на Final Four. И ќе кажам, можеби некој гледам некогаш некои коментари ќе каже некој овака онака, ама зошто некои две екипи сега во денешно време не се во некој, окей, ТФТ е тука, МЗТ е тука, да, ама не ми делува дека напредува. Не знам како тебе ти се чини од тоа, од гледна тачка да се ама- вратиме на Струмица, али Отидовме нели напред ТФТ и МЗТ, АБА 2 или ќе ја споредиме, не може да ги споредуваме АБА и 2 и Библ. Зошто не ги споредуваме, да речеме? да, јасно. Кој квалитет го имаат АБА 2, го немале Библ. Најдобрите екипи на Балканот. Кажи ми. Еве сега ти ќе ми кажеш, Мислам, игравме со Сутјеска. не се Не си согласувам играл. нели со тоа, да. И си играл Така против Сутјеска, да- си играл против Будуќност, си играле против овие, Да, против оние. и Nije bitno, сега Будуќност е стигнавме горе. до
Final Four. Тоа нели? секогаш кој кај стигнал, нели е... Сега будучност Левски стигнал, не е за еванција. Да, меѓутоа... И сега некој ќе каже, ама против кој сте играле? Па не сме играле против Чукарички, Станком или против не знам Беласица од Да. Сме играле фудбалски екипи. Сме играле против добри екипи. Али да се навратиме, ајде од Струмица како искуство носиш? одлично. Мислим екипа се Резултатски топ. не убаво. Со Фени 4-3 беше, така? Резултатски не убаво. Доналд Кол тројка, така? Или Шуш, кој беше? Не промашивме за продолжение. За победа во последната седми натпревар во Струмица и потоа во продолжението на Тепа. Од продолжение игравме така. Така ли беше? Во Кавадарци. Не во Струмица. Ама тогаш се сеќавам во Струмица беше според мене мислам дека беа 5-6 души, не знам колку беше во сала. И Исто да- и во Кавадарци беа. Да, јасно. Што беше? Тогаш се сеќаваш. Не знам. Друго неко романтично време беше. Реално такво нешто немал. Не сум доживеал. Значи буквално свака час морам да ги поздравам ајдуци. Во сеќавање они не водеа 3-2 и беа спремни дома да тепаат Фени и да си земат титула. За жал не се деси. 3-3 беше. 3-3, тоа беше, ти знаеш како се оди од Кавадарци доле од Гевгелија, Струмица. Ја мислам дека на 10-15 км од Струмица беа колона ајдуци застанати со факли на секој 20 метра. Ние влеавме као, не знам кој да сме Како освоили. дојдете со Чекајте, со не Олимпијакос сме да освоили ништо. Не тепавме таму, ги тепавме дома. Чекајте, не се деси. Меѓутоа, тоа да го доживееш, да те чекаа така, ја не знам што ќе се десиш ако тепа. Стварно Цела Струмица ќе гореше, не сигурен. знам Сигурен што би бил. И секогаш во Струмица е било многу луѓе, многу сакале кошарка Струмица и од секогаш имала. Секогаш имаше. имаш. Сега во задне време е паднато, меѓутоа сега гледам дека влегува во прва лига, се надевам дека ќе се најде Некој спонзор, дека ќе се паметен. најде играчи, ќе живне клубот и дека ќе почне да однагоре. се надеваме. Ќе се вратат на старите патови. Да, се надеваме на тоа. Кажи ми, ајде сега зборевме малце за тој европскиот пат. Јас кога дојдов во Македонија, мене многу интересно ми беше бидејќи некои играчи од Локомотива Ростов ги гледав само на, да речем, на телевизија или Кубраков, Куџекин, Лончар, Чапин, не знам, Несторос Коматос играше на вистина и во Олимпијакос и во ПАОК и Паниониос. И дојдов и прво сеќавање ми е тоа, се сместив во становот Тавталиџи и гледам Струмица игра FIBA куп со, вие игравте со Да. овако. Јас сум потпишал за работнички виш, ама гледам сега и Струмица треба да игра со Локомотива Ростов, гледам состав и вие играте со нив, тапа, викам, што ќе правиме? Треба да играме сега со Треба да играме со Струмица. Бевме добра екипа. И тоа ти испадна дека имало и подобра екипа. Бевме добра екипа, добри момци, другарство имаше, што секогаш можам да го кажам дека е една од побитните ствари за Атмосфера. на екипата, атмосферата. Ако нема атмосфера, нема да има успех. Меѓутоа така се деси, ги изгубивме и купот и првенството. Ама така требаше да биде, зашто следната сезона се врати во работнички. И дојде кај мене и секогаш сум го кажал тоа во мојот подкаст. И често го кажувам тоа и ајде сега мораме тоа да мислам дека тоа е идеја на Марин. Ние бевме многу млади, драги гледачи, знаат тие зашто сакам што сакам да го кажам. Ние бевме млади, ја, Огнен, Стојановски, Бојан, Симич беше како искусен тука, Весел се откажа поради злобот, знаеш.
на полусезона, ни фалеше некој кошгетер, ни фалеше некој рутинер и уште еден одбранен играч, дојдовте ти Грне и склопивте тој мозаик за да биде. Сите коцки се склопи. Сите коцки се склопи, ама пак ќе кажем да можеби многу тежок збор е, ама ќе кажем ти да не дојде, мислам дека немаше тоа да се случи што се случи. И вака беше многу тешко со Фени, 4-2, мислам дека Фени може некој ќе се навреди од моите пријатели, ама мислам дека Фени имаше и многу поскапа екипа и многу подугачок ростер од нас, но ние имавме поголема желба, имавме атмосфера и искуство кое што го донесе ти со Грне, дојде Дача Митровиќ, тука и Боро Пачун, не можеме да ги заборавиме никој, али ти беше според мене со Грне таа алка која што ни фалеше. Како и тебе изгледаше тоа од страна? Од страна не знам како изгледаше. Гледаме Може да ти кажам како беше унатре. Не, со Грне до тогаш сме претоа во Струмица. Во Струмица. И се знаев. И добро поминавме и прво не ми се веруваше дека Грне ќе дојде. Тешко, знаеме од која причина. Да. И кога дојде ја бев стварно среќен пошто го знам и како човек и како играч. Така е. Што носи со него. И мислам дека тука кликнавме и се вклопивме стварно сите, без разлика на млади, стари и сите оние. Едноставно беше интересна, за мене најубава година, морам да признам, и сега кога ме праша која ти најомилена титула од моите, ја кажам таа. Не дека бев MVP или ради последната утакмица или ради се, чисто онака цела таа година беше супер со Библо лигата, со се некако беше. Не знам дали ќе се сложиш со мене, можеби нема да се сложиш со мене, ама без навреда кон никој, мислам дека во таа екипа некако мене од оваа точка сега гледам и зборувам и имам право да си го кажам. Некако сите знаа своја работа. Значи никој не филозофираше, знаевме Димче мора да дае 20 и треба да ги дае. Тука е Симич, тука е Огњен, тука е Боки, ми ги грнеки улетат ако треба и колку треба, ама сите знаеа своја работа. Според мене мислам дека така функциониравме цела година и сега не знам дали ќе се сложиш со мене, ама мене така ми делува. А така делува и резултатот на крајот тоа го донесе. Чи не можеш да не се склопени коцките и да секој да си ја знае работата и да речеш ќе направиме успех. Како ќе направиш успех? Не можеш. Карикирам. Земеш ти ја на контра и креваш тројка. Ја сите трчат таму, овие назад, контра права. Ама ако ти знаеш дека Димче ќе ја шутне таа на контра, ја очекувам тоа. И ти нема да трчаш, ти ќе стоиш на центар. И го бранам грбот. И така и беше. Има тоа. Разбираш и да. Секој си дикао што кажа, секој си знаеше кој што прави, како прави и зошто го прави тоа. Ќе спомнам друг пример. Полуфиналето во Библо лига. Со Фени. Надмудувањето на Емил и на Марин и на се. Секој напад игравме за тебе доле со Шуш. Да го напаѓаме диагонална блокада така? Со тебе, така беше. Си играш, да ме преузиме Шуш. Играј со Шуш. Ако немаше тие, сите знаеме дека ми ги игра со Шуш. Зошто? Додека они не сменат. Кога ќе сменат, ќе минјаме и ние. Ама тоа беше диагонала, ако сега се сеќам, ти од страна, ако не те презимат, тони си ми ставеше горе и Димчи скака на капица и ги решаваше проблеми. Ама тоа беше цело време. Цело време тоа беше. Едноставно беше. Сега немаше комплицирање. Немаше комплицирање. Ја сега многу луѓе ме прашуваат тука, сега што било шаковска партија меѓу Емил и Марин. Чекај, луѓе, ако не знаете кошарка, не зборувај.
Зошто било? Сега, Димче Тасовски е подобар нападач бил во тоа време од мене и бил во цела кариера подобар нападач од мене. Без обзира, јас не сум бил лош нападач. Ама сум се трошил во одбрана зашто сум требал да му штитим грбот. Сега Марин во еден момент мене пред утакмица пред финале ми вика: "Миге, ти го чуваш Доналд Кол?" Ја во живот не сум го чул Доналд Кол. Он знае, тука имам сведоци. И тоа беше тие се тие шок. надмудрувања. Тоа беше шок. Викам: "Добро, Марин, нема проблем." Знаеш што е доброто, што се адаптираш? Ти се адаптираш додека они не сменат. Ама они треба да сменат, ние тоа го знаеме. Они треба да го сменат. И тие се ситниците. Многу работи што треба да Димче, има многу работи што после освојување на титула може да ги кажеме, нема да ги кажеме. Болje да останат да останат меѓу нас и онака ќе се останат меѓу нашите кулари сами. Замина во Украина. Како ти искуство тамо беше во Лавив, во Политехника, личнаја? Тренер отиде, беше Увалин. Михајло. Он беше една година и во Велес, во Житвараѓе беше тренер. Бевме на турнеја во Америка со него. Еден од, па ќе кажем, од тие мои први тренери што помогнаа во развој. Секако. И кога ми се јави да дојдеш после оваа сезона и после неубавите работи, како што ви кажа, Да. Викам, зошто да не пробаме? Може би дојде моментот да пробаме на страна. Ама на крајшта беше и MVP и на крај. Реално во Македонија во тој момент беше над таа лига беше. Сега да не ме сватиш погрешно, беше над таа лига. Јас мислам, последната утакмица ние водевме 3-2 против Фени. 6 јуни, сега е јуни, се сеќаваш и ти, градски парк, 45 степени, мислам дека имаше во сала, ден, стигаше 17:30. Јас кога одев према сала, во 16:30 бевме внатре, јас од Кукушка до градски парк, 100 метри бев испотен со боки, знаеш, наравно. Ама ти Огнен го исклучија после 15 минути и останавме ја, Грне, ти и Тони Симич. Се Симич. сеќаваш кога реков на полувреме, дечки, ова мое колено не издржи, ако изгубиме сега у Каварци, не те. Така и беше. Ама имаше 36 поени, уфлев и една ќорава тројка таму од ќошот и помогнав нешто, Буки правеше нешто, ама јас искочив со 5 пенали на 2-3 минути пред крајот, ама Караколчо, Николчо, нашиот брат, ускочи тука малце. Николчо како Џокер секогаш. Мислам дека имаше одлична улога и пред тоа, ако не се лажам, некоја втората, третата во Кавадарци. Свака част. Али пак ќе речем, секој со улогата. Со својата улога. Али тогаш стварно беше моето лично мислење, не правам лице. Во тој момент немавме расположен поединец и тоа мислам дека многи го знаат. Ти повлече таа војска и во напад беше нашиот што се вика медал. 36 викаш, прва четвртина немам кош. Не се сеќавам, знам дека имам 2 фрлања, Тони Симич нешто. Се сеќавам, види ја. Прва четвртина немам кош. Ама знам дека во второ време даде 27-8, не знам, нешто. 19. Али знаеш што е поинтересното што го кажувам, да не кажам анегдота. Нели беа кој води првиот на табелата, го има предност домашен терен, иако е 2 пати добил 1-0. Фени се пред нас, последно коло треба да играме кај нив у Кавадарци, не знам колку се сеќаш. Да. Пред тоа коло играме во Битола. Небитна утакмица, ако тепаме со Кавадарци, сме 1-1,
Не, 1-0 водиме 1-0 водим. и имаме на домашен терен предност. Ако изгубиме 0-0, они со предност. И пред надпреварот со Битола, небитно, небитно. Со помошниот тренер, нашиот другар, Со Бата Марш. ми вика, разговаравме, ќе играш малку, треба да те чуваме за финале, ќе видиме како ќе играме. Секако оваа не за финале, за последната утакмица, далеко е финале. Да, јасно. Стигаме Битола, утакмицата кош, таму ваму. Тогаш и кој е плюс 20 минус 20. Ваму дојде последен шут, они водат 2 разлика. Ја испаѓам за тројка. Не ја шутирам, идем на улаз. Нерешено продолжение. И се вртам на клупа и зошто не ја шутам? Се дере. Да не објаснувам како Марче се дере, знаеш. А му викам, така ми дојде. И сега играме уште 5. А требаше да не играш, бе, а не да играме уште 5. 45 минути играм. Ама треба автобус ми викам, абе нели не? Па не, ама така се изнеси. И после изгубивме Кавадарци, имаа предност, ама така требало да биде. Да, имаш. Ама на крај ги добивме и првите тие 2-3 надпревари ја и ти ги изигравме добро. Ајде сега да не се фалиме. Има тоа луѓе може да гледаат на YouTube. Да. Не е страшно ништо. Кажи ми, ајде после Украина се враќаш, имаш и Трепча нешто. После Украина мислам дека си отиде увалин и знаеш како одат тие работи, се менјаат и странци и беше негде јануари, февруари. Кај не завршен природниот рок за кратко. И дознав дека имало и притисоци. Не за тие клубови, него одредени луѓе збореле репрезентативец најдобар. Направите нешто да потпише негде. Треба да игра, иде репрезентација, иде се, што ќе прави сега 4 месеци, ќе седи дома без утакмици. И немаше ништо, ми се јави Панче Милевски од Трепча и игравме таму тие 4 месеци последните. Колку да останеме во форма, стигнавме до финале, изгубивме од Приштина. Да. Тоа беше интернационалната кариера. Добро. Ама пак луѓе ја с моето мислење, не знам сега, ајде да не ти правам улица, мислам дека си можел да играш. Сум можел, не дека не, али такви времиња тако било, не знам. Не, ако мене некој ме праша, ја ќе ти најдев екипа сега, да сум ти менеджер. Во тоа време. Ако си ми бил менеджер, ама... Не, кажувам сега од време си фантастична кариера, нема што да зборуваме. Ајде да се вратиме на тема, да не харикираме, што викаш ти. Не шири. Да не шириме дезинформации. После Украина ти беше пред ратот и беше во убави времења таму. Враќање во Кавадарци се враќаш 2010-11 титула освајаш. После тоа беше добра екипа пак. Кавадарци бевме војдан беше тоа што со тебе. Меѓутоа кошарката беше реално падната. Во Македонија. И остана Кавадарци. И потпишав таму Војдан, Джариф Фрај, Огне Стојановски, не. Донос се замина во Левски. Се замина Маци Ѓуров, Самарџиев, Шуш, секојаш го забораваме. Златко Гоцевски. Брчков, браво. Голем поздрав до Велешкиот брат. Тајки може да биде Стови Михайловски, не знам, беше, да. Дивен Баснарков, не знам, сега таа екипа, таа клапа. Таа Велешко Тиквешиешка. И таму поминавме стварно убави и тешки години. Има и такви? Има
Имаше тешки припремите последно со Томче. Поздрав до него. Уф, Тешки. што тешки. Таков е Томче. Сакаше припреми, али бевме спремни стварно. Во кафана ли? Не, на стадион. А на стадион. На стадион по најжешкото, тоа беше... Чекай, таму поред салата. Да. Уште го сумал. Тој стадион. Зошто? Па то дубо. Не, многу трчат. Реално многу трчатме со него. После и со Емил во сала и припреми и утакмици беше на едно стварно повисоко ниво за тренинг и за утакмици, фени како фени. И за тоа и мислам дека дојде и Бибал лигата и освоивме титулата кај нас. Да. Куп изгубивме, Кротко. не се мислам дека од МЗТ во Борис Трајковски. Меѓутоа... Не, купот од работнички. Од нас, 2011. Да? Да, јас бев во работнички. А, Кога се врати Пеца Наумовски, во МЗТ. мислам да. Да. Да, од нас. Од Абе, нас. ние секогаш викам купот и за тоа е интересен и за тоа е куп. Една утакмица. Свашта може да се случи. Титулите со работнички и со фени играш на 4 добиени. Ние со Вардар сме губели 1-0, 2-0 губевме првите години. Се враќало. Се враќаш и тепаш 4. Да. Значи не може тогаш кога работнички не ми беше сватливо некој да не тепа нас 4 утакмици. Може да не тепаш една, да, Две. се деси. Ајде. 2, Ајде. али 4 не. Тешко. И затоа првенството е, да не кажам полесно, него купот. И секогаш од купот се дешавало изненадување. У првенството многу ретко има изненадување. Фаворитот е тој. Кога играш на долги стази се гледа разликата у квалитетот и којќите. Освен ако не се изедначени па игра. Јасно знам И зашто сакаш затоа да ми кажеш. Купот ми е поинтересно. Поинтересно. Секогаш сум кажувал дека таа една утакмица може да се случи. Имав една утакмица на Марче, уште сум лют, не сум се шалам. Ама ме забрави една утакмица со Кожу против Куманово, водевме 16 разлика на полувреме. Водевме 16. Јас имав да бе 8-7 за 3 поени. И знаеш дека ја никогаш не форсирам, ама се отвори. И Марче нешто имав 3 или 4 пенали, го уфли Караджовски, ме забрави. Последна четвртина не ме уфли воопшто. И после негде кажа дека мислам може кај Боби Радуловиќ, не знам кај некој го забравили ми ги ово, не е битно, не сум. Се шалам, али така испадна, така да купот е секогаш што викаш ти надпревар со сега водиш 16 разлика, на крај губиш 21, 83-88 беше. Второ проблем губиш 21 разлика. Курчо даде 5 тројки. Ивица Димчевски. Еве ќе го прашаш Ивица Димчевски. За истиот господин имам и истата прича и имам. Ете, може и ти да Те заборави. Џабе е сега. Нема. Супер сме, те заборавив. Ама цела ноќ не спиње, али добро. Димче, се враќаш на кратко во работнички и после тоа Лирија, каде што игравме заедно една сезона. Како ти се кјавање тоа после Фени титула, па работнички кратко? После Фени титула немаше договор помеѓу нас и се јави тогаш се правеше некоја реорганизација на работнички. Ми се јавија да се вратиш, Мите Ефтин беше добро, Марче тренер и одлично се, пак ќе речем, до првиот пораз. Кој увек? Не беше првиот, меѓутоа се гледаше крајот и се, Марче си поднесе оставка заради X причини и дојде па на негово место
Го спомнавме го въпрости, се увода да ги споминjаме. Маки. И знам дека и му реков, Маки, не оди, долгови ќе се решат, нема да се решат, како и да е. И да си побарав исписница и си одам. И стварно му се извиних на човекот, му кажав, Маки, втор пат и го правам ова, се наоѓаш у Неверно грози се што дека на ние Срби. Два пати во таа ситуација што не би сакал, нема ништо лично, меѓутоа сега знаеш како е, фамилии секој ни е на прво место секогаш. И дојде само што раскинав, се јави Маци Лиевски да дојдеш у Лирија правиме, само што почна добро и поминавме 2,5 години таму. И добро беше, заедно игравме една. Јас она што можам да ти кажам, тоа мислам никогаш не сум ни криел тоа да го кажам. Мац, јас сега за Мац имам многу убаво мислење, не можам да кажам дека е најдобар тренер кој што сум имал во кариера, или дека е најдобар тренер, ама кога дојдов кај него беше многу директен и ми кажа: Миге, ти си бил во работнички, да, си важиш за добар дефанзивец. Ја тука во Србија сум важел за напаѓач, ама сега Марин ме преорганизира за дефанзива, да, ме преиначи. И вика, слушај сега, ние немаме буџет како работнички, како некои други екипи, тука ти ми требаш да дадеш 15 поени. Можеш ли тоа да го направиш? Викам, Мац, ако тоа треба, ќе го правим. И знаеш, таа сезона, ја мислам дека бев и во петорка на цело првенство. На крај таа сезона ми продаде во Кожув, сега ајде да не зборуваме некои глупости, али jer не сакам да зборувам за некои финансиски аспекти и такви работи, али од таа гледна точка за мене Мац некако знаеше од секој играч да извлече, не знам дали се слагаш со мене, максимум у смисло да можеби и да не е најдобар, да не е може да е Торе Месина или Желјко Обрадовиќ, али знаеше да извлече од секој играч максимум. Мислам дека тоа му е покрај другите квалитети наравно. се ово ја кажа, реално мислам дека него му беше меѓу првите години, да не Мислам дека може и карикирам, не знам дали беше пред тоа како тренер. мислам дека беше. И нов клуб, Колирија, тренер, млад, со тогаш Симич, И Дастин Мичел Морбан, Карлос исто. Дастин Мичел, Джеймс Лайф. Мислам дека клубот одеше нагоре. Почна И тој клуб сега и ќе беше најдоброто е што оди, што расте клубот. Како ти го кажа, знаеше да го излече се, да, и Мац растеше и клубот растеше. Така. Силом прилике заврши, меѓутоа беше интересно и игравме в финале. Финале игравме со, да. Не, тоа е втората сезона, да. Мислам, изгубивме на крај од МЗТ. Да, од МЗТ. Така да, МЗТ што е Во тие години се беше пети у АБА лига. со Станко со Јас сега кажувам на луѓе дека МЗТ, еве, сега ти се сеќаваш, еве го луѓе живи од сведок. што не веруваат, Не веруваат некои неверни томи што ги викаме ние тука во Србија. И оди МЗТ во Задар, луѓе, не зборам за чукарички, не зборам за некои екипи, не знам кои се, да не увредам некои. Оди МЗТ во Задар и го тепа 21 разлика Задар или Сплит, сега не ми текнува. Доаѓа во Гевгелија, губи од Кожув 3 разлика, од Танедол. После тоа оди кај Лирија, добива на продолжетак или губи од Лирија. И сега некој ќе ми каже, Таа првата година кој беше ти у Лирија? Кога почнав у работнички. Со работнички ги тепавме МЗТ. да. Ти Иконич, Да. Палковиќ,
Абукар, А, Мохамед. Лирија играше со МЗТ, не, после поминав со у Лирија, прва, втора утакмица требаше да играме дома и после у вториот дел па у гости. Со Лирија ги тепавме и дома и ги тепавме онаа луда утакмица у Лименката. Джеймс Со- Лайф нешто кога 15 тројки, Да бе, не знам да. колку имавме. Дадовме и јас един некои тројки. Джеймс Лайф, даде. Симич имаше, Да, и него он да. гледаше кошот, ги фрлаше. Да бе, да. Да. Ми текнува се. Таа сезона 3 пати го тепавме МЗТ. Ама чекај сега. И он- МЗТ беше 5 и И 6. он има 3, завршија со 3 порази цела година. И јас од двете екипи кои што бев и работнички и во Лирија. ги го тепав 3 пати. А, најјакото што е, луѓе, драги гледачи наши, таа година МЗТ во Тепаше Аба, да, сите. во Аба Сите. и го пораз имаше од Игокеа, од Будуćност и од не е ни Партизан ни Звезда, Не, Игокеа, Будуćност и уште еден пораз. Будуćност МЗТ имаше 3 порази дома. Игокеа, Будуćност и уште една. Не е Звезда. И Звезда и Партизан ги тепаше МЗТ. Ама не е битно, али сакам да ви кажам колку е силна лига била во тоа време. Така да можам да кажам. Димче пак Диме во некако патишта ни се укрстија една сезона, се Во разделивме, пак во Соколи се уклопивме и остана во Лирија, јас заминав во Евгелија, ама се пак сретнавме во Карпош Соколи. Требаше да се сретнеме во Евгелија. за малку. Требаше за малце. И Требаше, влечевме многу, ама не знам. Имаше Тоа е- некои муавети, Некој е виша сила, не е битно. али така требало да бидат. Не, реално имаше муавети за да дојдат во Кожух. Не завршија. Кои си муавети? Повуци потегни. Бош муабет на Балкан. И да после се растори Лирија. Ма зошто се растроли? Еве сега никогаш не сум Ја не знам. од твоја гол, не знаеш ништо. Мој агол, не знам. Едноставно чекавме и зборев и со Маци, со луѓето од клубот, што ќе биде, па не знам, чекаме спонзорство, пари, ваму таму, знаеш, гледаш дека не има нешто и не оди. И Едноставно можеби не можело после некој сам да дојде, финансира да. нешто. вајда тоа беше, пошто беа неколку спонзори кои што знам и Да. откажувања. И кај нас политичката сцена влие нели на тоа што знаеме, да не криеме, на па и на спонзорството и на клубовите. Да. Ајде да се вратиме на Карпош. Како ти беше таму со легендарниот Господ? Па немав некој Спомени, не знам што, исто како и ни јас. спомени, ни контакти, некој многу со Господ тренинзи, утакмици. Јас не навредувам никога, али тогаш прв пат еве сега ајде да не испадне дека нешто зборувам или нешто што се вика оговарам. Не сум во тој стил воопшто да нешто кажувам, да во тој стил да зборам, ама прв пат се случи се сретнав со моментот кога некој ќе ми каже знаеш што, она сме те донале, ама не сме знаеле, вака, така. Сега, си ме знаел пред тоа, си ме знаел отпосле, си ме знаел вако, се сеќаваш во Штип, јас и ти ја добивме, 2-3 утакмици ги добивме. Јас во последна секунда дадов тројка за продолжение и ти после даде во продолжение кога ги добивме. Не е битно. Им извлечовме некој утакмици што Некој сега брзо ми ја пушти таа слика. Има слика од Штип. Не е битно сега да не навлагаме во тоа, ама ми дојде, немам ништо против Господа, не ме свати тамам работа. Ама некако непрофесионално, некако не со мене се најде во муабет некој што
во кафиче еден се сретнавме. Знаеш што после Нова година се сеќаваш, бевме во теретана и ми збореше некои глупости. И види, муабетите секогаш од негова страна. Не знам колку го знаеш или не го знаеш. Не е битно, ама Битно е колку те дираат тие муабети и колку ги не ме дотакна, него сваќаш, разбираш, и него онака ми беше многу смешно кога уопшто почна да зборам со него, затоа онака не ми беше тој клуб останат во сеќавање онака најубаво, али добро, секој почит за Господи, за сите во клубот. Ја пак ќе кажам за тој клуб немам лошо мислење и игра останавме во добри односи. да, секогаш. Али пак ќе кажам, за мене за некои работи не испадна. Морам малце Шеле да го фер. спомнам тука. Шеле легенда. Шеле легенда, морам велики да го господин и спомнам. поздрав за братот. Тоа е невидена легенда овој. Кажи ми, се врати во Струмица после. Немав понуди, немав сериозни понуди. И ми се јави Зетов, поздрав до него. Голем поздрав. Дојди, тренира, игра и чисто како за форма. Да се одржуваш, да. Што биде. Златко, Ефтин бевме, Мико Головович. Да. Не бевме лоша екипа, меѓутоа беше да не Лајт варијант. Лајт, да. И на полусезона се јави Мите ми се јави да дојдеш пак во работнички. Така се деси моето кое? Трето, четврто, пето, не знам кое, четврто. Да. Во работнички и останав година и пол. Да. Со Мите беше тоа Станко, да. Мите Геч, не знам. Тоше не беше, тоше беше спортски директор. Се откаже. Втората година Владо дојде. Мишко, Рашнатовиќ. другар му, поздрав до Мишановиќ. Поздрав. И можда прогнозираа дека ќе направиме нешто, душебрижници стари се не можат, да се држевме тие 5 души колку можевме. Добро. Ајде се, не, заборавив едно да те прашам. Сега, кога се работнички, на времето беше, се сеќавам една ситуација, една анегдота. Во Медвеѓа, кога доаѓавте да играте против нас, против Здравје. Ние имавме дефанзивци, бевме добро. Да, секоја година. Ама ти тогаш дојдовте во Медвеѓа, таму игравме нешто, се ремонтираше салата и ти дојде нешто со плескавица и Брате, пат има, значи треба ли да се касне нешто после пат? Треба. И ја застанавме, викам, застанете да си изјавам да јадам. Како ќе јадеш? Така ќе јадам и се јаде. Како кажа ти, излева Ама чекај автобусот што- и јаде Ама сендвич. чекај, ти тогаш излезе со плескавица. Јас 20 минута касневте. Пред Јадам утакмица. хамбургерот, си влевам со вековална, весел не брка од вековална, пошто Јадеш уште. мирис на Кроме. плескавица на све. И интересна утакмица изигравме, да ти кажам. И ни даде 40 кажувам ја поени. или ти да кажуваш? Ти ни даде 40 поени. Тоа ли е интересно? Не, не е интересно. Ја вареше ли не знам. плескавица, што беше? Така се погоди. Така се погоди. Не знам. Ја намести кај мислам бивац? дека Ја намести кај бивац или? Таа ни беше прва победа над Здравје. Не знам дали некој го тепал Здравје тука. И после Немаше, тоа не знам ама- дали некој го тепал Здравје. Не, ама имаше една ситуација И до таму. од страна од 45, ај што уфли фрижидерот и таа плескавица што ја изеде. Дори Не, преку шутира- мене Јоца Шутирав од 7 и од 8. од 45 степени тројка преку мене и од табла влезе и Јоца вика ајде на клупа. Ајде одиш дечки на клупа. Вика ама мамбе фрижидер да уфрлиш и го даеш. Ама добро сега. Да не да те видиш бива си е Добра. пуњена. Пуњена и нас се напони, ајде. Да не будемо Не, сад. било е. Така се Добро. деси. И извини се, брате, што
Нема везе. Димче, што се тиче до Мак Баскет, одиш диме во гости во 2017-18, која беше? После работнички, не знам, 17-та, да, Остана таму 4 сезони скоро, до крај. до крај кариера. Сега тоа после ќе ти кажам за крај, сега за почеток во гости До бар. крај и мислам таму заврши. И Кај беше сместен, не беше кај гробиште нешто. Не. Много некој, не знам. И беше некој елитно Малку насело. по-елитно насело, да. Добро. Не, зашто елитно. некои гости, Гостин спомиња, некои населби таму, не знам што. нема и да се сменило после моје време. Добро, јасно. Не, него дали Мирен комшилук дека имало. Не беше баш... Тивок. Не беше како него. Ние бевме вознемирувани интересно. Во секој момент од ноќта. Али тоа се пропратни убави работи и интересни. Не, убаво се Шална страна, поминавме. како помина Шална таму? страна, за да може да кажам само дека короната стварно не заеба. Да. Значи, имавме добра екипа, добро се држевме и ја прекина таа сезона, мислам дека немаше шампион таа сезона. Там се бунеа МЗ-те или не знам што. Ама тогаш сите бевте шампиони, мислам. Па бевме, ама тука и мислам дека после таа сезона почна знаеш оно балонот, како се вика, не балонот, сапуница, се крева и еве сега ќе бидеме, Знам, и мене ми е така, и мене е корона, мен некако. И Бил сум после таа корона и некако пукна балонот и Да, пукна балонот. држевме уште една сезона, после една сезона. Марче си отиде и доста беше. Реално последната година останав само заради него. Мислев и пред тоа да се откажам, остани уште ова, и реално не ни играв, да помагаш, искуство, сите тие работи и така и беше, завршивме, тоа беше се од мојата играчка кариера. Кратка, 20 и некоја година. Ќе те кажам, да кажам сега, ајде ќе можеби сме негде на средина, на крајот, мора овака да те прашам, кога дебютираше за репрезентација и како ти беше, кој ти е најомилен натпревар за репрезентација на Македонија во жолто-црвениот дрес? Дебютирав 2003, втора или трета. На 22 години? Јоцо Давидков ме викна за младинските селекции до Не, 30. Младински селекции до... Нема да одговорам на тоа. Да ти врата. Нема реплика. Не, за младински бевме на Европско 20 во Охрид беше. И јас тогаш, како што кажав, 2 години, 3 години со кошарка ми викна на репрезентација. Една година пред тоа припреми Марин беше и Ацо Тодоров помошник. Пјеро Чековски, Мите, Владо, Киро Павловски, Грне, мислам дека беше, Марен Ѓуров, Шуш. Еврокуп. Бевме репрезентација, меѓутоа во Охрид имаше репрезентации. Во смисла? MVP беа Годеле Асани Бечировиќ и Погосол. Па добро, нису лоши играчи. Однака. Лајт. Лајт варијанта. Лајт не влеговме, група не поминавме. Владо дае 40. Тоа е 2003-та. 2000-та. 2000-та. Европско. За младинска спорт. За младинска, добро. До 20 години. Мација Ускос не тепаше. За Грција играше. Фоцис, Димантидис, нешто Лемио, скромно, ние да, страшно. онака. Хазивретас. Радмановиќ беше од Вашиве. А nije strašno to.
И интересни репрезентации беа. Али ништо силни. Да, не беше ништо спектакуларно или се. Да. И после Тоа тоа може да се игра, репрезентација, денес може да се игра со тие. после тоа не избација од направија делвата А и Б за прва репрезентација. Тогаш ме викнаа. Попосле ќе ми раскажуваш Тогаш за ме А и за Б, 2000, да. кога ме викнаа? 2002, Втора, 2003 трета. прв пат. Која ти е најдрага утакмица во Палм град? Најдрага дома со Естонија, не, со Португалија. Португалија. Колку даде тоа? 20. 20. 21 за едно полувреме. А толку ни требаше. Толку ни требаш. Ма невозможно. Там па игравме на оноа со кош разлика и таму изгубивме 17. Имаше еве сега Таму може. изгубивме 17, Може. дома тепавме 19. Да. Еве сега можем Диме се сеќа на таа ситуација. Игравме Балканска лига четвртфинале против Черно море. И одиме прва утакмица, ќе одиме со авион до Варна. Доаѓаме некако со автобус до Софија. И сега лагаме авион самолет за 13 души, од кои 12 може да седат, а ние сите над 100 кила. Авионот летеше вака како мач, викаше само си викам син ми само да го видам уште еднаш. Леле, викам, сега кога не паднахме, овој некој од управата работеше, погледаш, гледај, вика, како е поглед на Црно море. Викам, аман беге, како Црно море, викам, не го гледам Црно море, само да слетиме во Варна. И навистина тогаш изгубивме таму. Имам и друга за авион. Зашто ти кажам? Каде? Со репрезентација. Сега последниот пат кога пак се вратив. 2017. А добро, сега е, пред 9 години, ајде. Тоа е тоа. И со Јоцо Давидков па ме викна и требаше да име, не знам, Естонија, немам појма каде. И треба да слетуваме во Белград и е бура, ние одиме до Лесковац и не слетуваме, него не слетавме, прво вртевме, чекавме да видиме дали ќе слетаме, слетуваме тука. Ама не ми се јави. И седиме. Сега Дома сите знаат кај сте, што сте, бура има, вакво има. Сите паники, некој јавил, има бура, се. Како вие? Викам, супер ни. Како супер? Еве сега ќе ви сликам. И го сликав, и го имам слика, торнадо. Торнадото беше, на слика го фанав, од авионот. Ти си ненормален, што правите таму? Абе, луѓе, викам, треба слетам. а овој шоферот, викам, шоферот на авионот, што он улов ли е да оди у тоа? И он бега од него, викам. Ајде, он знае, ако ја не знам. Не сте нормални, ајде, викам, слетавме, ќе чекаме сега да помине и ќе поминеме. Да, Не беше пријатно, беше прилично близко торнадото, онакво убаво. Си врти. Да има едно прашање, сега можеби малце по-сериозно. А ти да бидем озбилен? Не, онака да по-сериозно малце да се Ајде. по-озбилими и ајти. 2001 Македонија беше четврта во Европа. Тие беше во Прайм, според мене. 11. 2011, да. Дали мислиш дека си имал место во репрезентација, тогаш јас, моето мислење си го имам, али зошто не се најде меѓу 12 и ајде сега да не. Ако можеш да раскажеш нешто, ќе раскажеш. За раскажување ќе ти раскажам, али не е 2011, него тоа почињаше многу поназад од 2009. После европското. Кога Марин стана селектор. После европското во Или Јоцо Арсиќ беше. Јоцо Арсиќ беше во Полска. После тоа првенство на аеродромот уште на враќање имав, па да речам, интересен разговор со луѓето од федерација кои тогаш ја водеа. Добро.
Може и да го кажеме, се однесуваше на клубот што го сакаме и двајцата. За неубави работи, меѓутоа тоа нели се дешава Јасно. после титулата кога освоивме, Јасно. немаше клуб, немаше спонзор и после европското читам федерацијата го продолжува преодниот рок на работнички. Јасно. И на аеродром почнавме таква тема, викам, а зошто продолжувате на работнички? Да не ме сватат погрешно, јас си го сакам работнички и се, меѓутоа муабетот е на друга тема. И вика, па знаеш, сега ново го формира и се да им даеме. Викам, а работнички игра за репрезентација или ја играм, викам. Буквално со овие зборови со на аеродром сите. И вика, па да, ама знаеш они, па да, викам, ама клубот изгуби спонзор, менја сметки, менја се, на сето тоа ти не ме браниш мене, што ми должат X. И сите работи им дозволуваш да зголемат. Се погоди работнички, ама ја од секој сум викал, ти си федерација, бе, ако сакаш ти да играм за репрезентација, треба да ме браниш мене. Ја тука го гледам проблемот и им кажав, ја више за репрезентација нема да играм. Значи ти кажа тој. Јас се откажав од репрезентација тогаш заради момент на стварно Кој што не беше непријатен. момент. Испадна момент. Значи, у новини читаш продолжение, а ти у позадина одат сите пропратни работи за клубот и се дознаваш дека тие луѓе што седат со тебе тука и што навиваат дали направивме нешто или не направивме на европското, се против тебе. И ја така го сватив тогаш во тој момент и им кажав дека фала ви, пријатно, јас завршувам. Имаше разговори, ако не се лажам, после тоа игра за светско квалификации. Да, за светско. Маки Лазовски беше тренер, Маки ми се беше. јави, Врбица беше спортски директор, Цимери бевме Да, дека да, игравме, и ми После се 2003. јавија и викам, се извинувам, али не. Енде. Да. И Значи на 37 и за тоа година не кажа. бев. 30 година кажав, не играм. Добро, моето, меѓутоа, затоа се сакам да вратив те за прашам, уtakмица. зашто мислев дека ти имаше место во таа репрезентација 2011 и мислам дека многу можеше да дадеш. Фала, мислам, се надевам, мислам да и јас дека имав место, меѓутоа кажувам заради Твоја одлука е со некои Икс причини. погрешни одлуки на други луѓе и така одлучи ти да тоа биде така. Знам дека праташ прва мак кошарка и мак првенство колку што можеш. Јас од некоја страна гледам, нели, пак и со подкастов морам да бидем во тек. Како ти изгледат денешни екипи, првенство? Јас имам некој свое мислење и го кажував често, нема да се повторувам, мислам дека тоа е многу под некој ниво кое што треба да биде македонско првенство за да се репрезентација врати на некој ниво, или како тебе тоа изгледа денес? интересно. Кога маđари стигнат до финале, мора да е интересно. Не очекувам. Сега кажам пред малку дека Не за сега да иде. дека финалињата нели и одат напред. Не. За квалитетот не можам да зборам. Не сум до толку инволвиран, али од нашо гледам, Јас да, бев интересно. на куп во Куманово и онака од страна изгледав, беше со такмици, бев со екипа и со Си некој видов. подкаст. Онака Кошарката е до толку падната доле, што на тоа во Куманово се видовме, Да, ја мислам јасно. дека имаше 50 луѓе во сала. видовме пред салата, али Без разлика кој игра, 50 луѓе во сала. Незамисливо.
Прво, ако се игра кошарка, се игра за тие. За квалитет не збориме каков е ваков или таков. За публика. Па и финале, Гледаш, да го гледав финал. Али сега не знам дали ќе се сложи со мене. Еве јас се зебавав, се шалев со Урош Луковиќ, кој што играше со Ивица Демчевски и Ивица кој што више да речеме има сериозна кариера, многу сериозна и му викам и јас од времето кога искочив од Лига 2015-16 ништо не се смени. Вика, абе како? Викам, 2016 имаше 26 години. Даваше 20 поени, имаше 10 скока. Сега колку имаш? 37. А колку даваш? 20, 12. 15-20. И викам, и што? Абе Миге, вика, во право си. Викам, па што сум во право? Не е во право, него гледај само работа. Сега, да не навредам ни Војан и Дамјан. Не. Што правиме после? Кариера. И што? Сега, уште време дошло да Војан Стојановски на 39 години ти биде MVP во финалето. Во финалето на првенство. Да. И тогаш имаше 41 2009 али. Али. Свака му част. Свака част. Го гледав живо и свака част за тоа. Респект. Шо после? Ја го кажав обовште, јако игра во гостивор и нема младински, има клубови што немаат младински. Финалистите немаат младински. Еве, тоа е следно прашање. Што треба да се смени за да Не знам. За да биде нешто погоре за Македонија, за да еве сега пак не навредувам луѓе од мојот братскиот народ македонски, бидејќи знаат сите колку ја сака Македонија. Што треба да се случи за да Македонија не биде во F, C, B, D, G? Според тебе? За нас ќе измислати некоја нова буква. Не знам. За наделе ако има. Не знам. А што треба да се случи? Целосна реорганизација. Моје мислење. Мислам дека има таленти, има тренери, има кадри, има таленти е релативна работа. Некој треба да ги најде тие таленти и треба да работи со нив. Така е. Моментално сите школи работат за профит. Жалосно. Тоа повлекува можда одличен интерес, можда такво ни е поднебието државата. И кај нас исто. Истото. Меѓутоа колку ја што се сеќавам, се знаеше кај одат младите и кај тренираат. Ти можеш да тренираш сегде, меѓутоа кога доеш и си подобар, ти на 15-16 одиш у работнички, одиш у МЗ. Ако си кадар. Од таму одиш во прва екипа. Дај Боже, кај одиш? Али додека си таму одиш, играш за втора лига, играш не знам каде. Ти моментално имаш пола лига што седат на клупа, не играат ништо. Ама он ти вика, јас сум у МЗ-те. Што ако си ти у МЗ-те? Ја прво ја гледам желбата, не знам што може да се смени у желбата. Не може да збориме да смениме федерација, клубови и се. Желбата у младите ја нема. Тој треба да сака да игра кошарка. Ако не сака да игра кошарка, немаш ти да го натераш. Как ти го натераш? Како ви да си тренер, не знам кој да си, Фил Джексон, не знам. Ми бев кратко време помошник и собираме екипа, Да. правиме ми вика јас сум у МЗ. Викам дојди играј. Еве ти шанса, правиме нова екипа. Мислиме дека можеш, дојди играј. Не бе, добро ми е тука. Што ти е добро? Да зимаш исто пари да, нема веза. Не бе, добро ми е, зошто за да седиш и да кажеш дека си земал титула. Ако е тоа задоволството, супер. Мислам, секој си има нели задоволство и како му е убаво, ама и јас не го сметам тоа и го сметам дека е погрешно. Јас сум бил борец и сакам да тепам. Да. И ти можеш да ми даеш титула и да ми речеш, ја да речем е убаво. Не ми е убаво, бе, сакам ја да ја земам. Така е.
Знам, сме играле заедно, знам. Така, Зашто зборувам? сакаш да земиш, ако ти се задоволуваш со тоа и почињаме од тука, од таа желба на децата, Ма тоа потекнува од домашно, мислам, воспитание. како да го смениме тоа? Сега сите се разгалени, сите се Ја пак викам, не може да смени федерацијата. И пак ја кажам, сега за федерација, ја не се согласувам со ниедна од овие федерации што беа. Со секоја мислам дека ќе биде подобро, никоја. Првичниот проблем е што им дадоа власт на клубовите. Се они не можат ништо да направат. Која одлука ја донесува федерацијата? Ги разделија клубовите, им дадоа на сите да имаат клубови, немаат лиценци за тренери, за кој сака може да стане тренер, да си отвори клуб и ќе биде тренер. Каде е тука квалитетот? Како да најдеш ти квалитет у тоа? Он си ги тренира. Не е под федерација, не е нигде, он си ги тренира. Може да каже, ја имам дете. Каде е тоа дете? Кај ќе го види? Кој ќе го види тоа дете? Во младински категории и после тоа го нема. И после кај ќе оди? Никаде. Ако оди до Скопје, почнувајќи од респект. Ама не од сега тоа, миѓе, тоа е од многу од назад. Ги собираат, добра е екипата, добра е се, ги освои сите младински. Да. И што да правиме сега ако ги освои сите младински? Абе, каде е овој, го нема. Праши, каде е овој, го... Абе, не игра кошарка. Абе, чекај, нели беа шампиони лани младинска 19, 20. Јас. Тој треба да игра прва лига, бе. Више на тие години, да. Кажав, сме играле прва лига. Да, јасно. Он го нема, се откажал. Зошто се откажал? Па немаше кај да игра, немаше минутажа. Некој треба да А, му не, даде минутажа. изговор. Како ќе му даде минутажа некој? Да. Не ги разбирам прво децата, а составот на федерацијата си е, не знам. Јас често кажувам, не знам дали ќе се сложиш со мене, и ние малку погрешивме, на децата им пруживме некои други работи да им бидат авторитети, не родители, него авторитети да им Сви бидат пружили. YouTube. Такво е времето, Време. пружил, не пружил, така ќе оди. Им пруживме YouTube, им пруживме телефони, им пруживме ова, им пруживме она, ама не бевме свесни, али што викаш ти, времето е такво. Ама треба желба да се има. Чабе што си им пружил ти? Значи ти дете ако сака кошарка, ќе оди на кошарка. И Така ќе е, тренира. така е. Не викам дека немаме деца и дека немаме. Да. Значи сега тука видиме па на проблемот. Глобално децата не сакаат. Сега тие 10 што сакаат одат, не знам, Така, така. или немат Прав си. или прав немат си. финансии. Да. Глобално Родители се глобално у Македонија знаеме како е. нас. И нема финансии и тоа дете е толку. Тешко е, што викаш. Тука треба да искочи федерација, мое мислење, треба да ги прати сите школи. Што е тешко да пратиш по еден човек? Нека има сите школи, еве предлог да им давам бесплатно. Што имав еден муабет оваков со еден тренер, предлог. ми рече, кажи ми предлог, викам не, вие сте вработени таму, вие взимате плата, дајте ми да дојдам, ќе смислиме нешто. Што е тешкото да отидат у сите школи да по еден тренинг да гледаат? Бесплатно. Збориме луѓе што знаат кошарка и што сакаат да имаме репрезентација. Така е. Денеска кај тебе, утре таму, треде таму, и го гледаш тренингот. Значи тоа се познава кој може, а кој не може. Одма се види талентот. 1, 2, 3. Како што порано не бира, како не бира? Заврати по другото клубче, заврати по Така е. ова. Сега ти веќе имаш 3-40. Така Земи е. ги лето, земи ги... Не знам, направи нешто. Да, така е. И држи ги тие, што ние немаме 5000 кошаркари. Ние 10 да најдеме сме окей. Башка. И сега Бомба. ти не знаеш кои си тие 10. Не можеш да најдеш 10. Тежок. Но ти треба да ги најдеш на почеток, па да ги гледаш. Тоа е моје мислење, ме праша за мислење, така да... Одговори искрено. Излез во блиска иднина, не гледам. Добро. Што еве гледам Војдан се уште е земен во репрезентација, свака му част. Респект. Носител на репрезентација. Не на него збориме. Супер дечко и се.
Легенда. Војдан до кога? Не знам, дур не се најде некое решение, али кога ќе се најде, ќе видиме. Диме, ајде полека да ја привршуваме. Петорка во твојата кариера најдобра, да ми ја кажеш со играчите со кои си играл, да ја наставиме нашата традиција во емисија. Онака, искрен биди. Сега, знам дека јас сум ти на двојка, али Не те става. Не те става. наравно. Кец Владо. Респект. Илевски. Двојка Не ти бега. у клубови мора. Репрезентација? Све, што сакаш. Ким си играл, да. Земам Цимер од Врва. Двојка, Врба, многу дрско. На комбо. Или он или Војдан. И тоа е дрско. Без одговор. Одлучи се за еден. Не се одлучувам. Врба, значи, ајде. Тројка И Јеро. Блажевски. Легенда. Поздрав Морам до да капетанот. Четворка Јеро и Петка Тош. Перо и Тош. Оф. Владо, Врба, Перо и Тош. А ти ми кажа со кој сум играл? Многу скупа е таа петорка, е многу скупа. Па четврто место во Европа. Врба не беше тогаш ли? Беше позадина, Уф, многу скупа. а беше Бо на негово место. Немај. Тоа не рачунам се. Уф, добра петорка. Имаме ние македонски играчи. Многу македонски играчи и се надевам, јас често зборувам за тоа да Македонска лига и Македонија треба да, бидејќи знаеш и сам од приватна причина сум многу А слаб него за спомнав Македонија. Ивица Димчевски, на која позиција го ставиме? 2 или 3? Ивица Димчевски го ставиме на Резерва, тројка. Не. Тројка резерва. За Перо. За Перо. Не, Перо и ја па он. Ма чекај сега, ти можеш и на 3 на 4, можеш и Перо Антич да го мениш. Па тоаш Ивица на Перо. Ивица Ја може и Перо. на комбо. Може Ивица, Ивица може уште 3-4 сезони, Може. не се плашам јас за Лагано него може. и да сум на место на некој од управа од Маđари, малку би избрзал, али добро, сега да не брзаме ние. Овакво, Диме, за крајот можам да се заблагодарам многу што за дојде поканата. во нашата емисија, што одвои време, што дојде воопшто и се надевам дека ние ќе те изненадиме на пролет, на предзима, да ти дојдеме таму Добре на дојдени. твојот терен Добре дојдени. и да се подружиме и многу голема чест ние на нас како цела екипа. Не сме се сега во полн састав, али од следната сезона ќе бидеме и нашиот Марко Лепи ќе биде тука со нас. Така да имаме многу новини во другата сезона. Ова е една од последните епизоди. Имаме во вторник уште една и за следниот викенд завршуваме нашата сезона. Така да многу голема чест ние што си дошол и што те видов како пријател, како некој со кој сум споделувал терен и боиште, со кој сум освоил некои многу драги трофеи и ти посакувам се најубаво во животот. Многу ми е драго што те видов. Фала за поканата. И пожелувам уште поголеми успеси, поголеми имиња. Фала. Па нема поголемо од ова за мак. Така да, драги гледалци, драги луѓе, ве поздравувам сите, поздравувам све. Ова е една од последних наших епизода, имаме još 2 емисije u našem podcastu na po jednu.
и ускоро се приближава крај на наша прва сезона. Така да имал сам част ту да угостим едно од највеќих легенди македонски кошарки, Диме Тасовског, мог великог брата и едnog од најболјих играча на позиција 3 и 4 у Македонiji, кој икаде играл ту лигу и едnog од најтрофејнијih свакако. Така да наставите нас пратите, наставите нас гледате, а ми ćemo се трудимо да будемо све бољи и бољи. Велики поздрав људи од екипе на Поедно. Спортски поздрав.